Помпезна бина со тепих во форма на автопат, говорница со број 8, хеликоптери на небото, полиција на секој чекор и затворен автопат. Сето ова за отворање на табла. Владините министри, коалиционите партнери, пратеници, директори на јавни предпријатија, амбасадори и министри од соседството направија вистинска забава на наплатната патарина на автопатот Тетово-Гостивар за поставувањето на камен темелникот на коридорот 8. Под силно полициско обезбедување, со помпезна најава, целата влада дојде на автопатот Тетово-Гостивар за да ја отвори оваа табла. На свечениот настан премиерот Димитар Ковачевски порача дека изградбата на предвидените коридори ќе ја направи земјава главна крстосница, а со ова се гледале нивните храбри одлуки. Со геостратешката позиција и коридор 8 ние стануваме неизбежна транспортна рута како во регионот, така и пошироко. Денеска започнува силна градежна офанзива за изградба на западниот дел на коридорот 8. Камен темелникот на коридорот 8 не е само почеток на нова патна инфраструктура. Тој е камен темелник и на нови инвестиции. Неговиот заменик пак Артан Груби, кој инаку е носител на проектот, беше толку возбуден што дури на себе носеше маичка со бројот 8, а неговиот говор личеше како да добил Оскар, па се заблагодаруваше на цела влада. За важноста на проектот во нејасно каква функција, говор одржа и лидерот на ДУИ Али Ахмети. Меѓу присутните беше и амбасадорката на САД Анџела Агелер, која порача дека ова е важен ден и за САД и за Македонија. И проектот е повеќе од обична инвестиција и е важна за сите земји. Добрите транспортни рути како коридор 8 ќе помогнат на Северна Македонија да ја подобри својата регионална интеграција и да изгради подобри односи со своите соседи. Автопатите треба да чинат 1.3 милиарда евра, а со оглед на тоа дека нема проект, веројатно и многу повеќе. Рокот за изградба е 5 години, а изведуваче турско-американскиот конзорциум Бехтел и НК. Од компанијата Бехтел порачаа дека се почестени што се избрани за изградбата и проектот ќе придонесе многу за локалното население. Инаку, најмногу контроверзија околу овој проект е изборот на фирмите и експертите кои ќе го вршат надзорот. 22,3 милиони евра ќе завршат во фирми кои ги тресат скандали, а експертите ќе бидат платени со баснословни паушали. Едната компанија е во собственост на Бранимир Димитриевиќ, кој е баран со потерница во Ерменија за криминал при надзор, а другата компанија е Electra Solutions, која ќе добие и најмногу пари, најмногу искуство во работењето стекнала со производство на долна облека. По сите контроверзии кои излегоа во јавноста во врска со надзорот, обвинителството отвори предмет под опрен глас.